Помина речиси десетина години како крстарам низ Дојранскава регија, каде што во изминатава деценија направив документарни записи за 5-6 дојрански села, каде што мештаните ми го раскажаа минатото на нивните родни места. Почитувани мои, народски да се изразам, Господ сполајмо нему милуваше моето патешествие во Дојранскава регија да продолжи и ова 2026 Господово лето, да ги посетам преостанатите 7 населени места распослани во атарот на Дојранскава регија и за нив да направам документарни записи, надополнети со веродостојни сведоштва, материјални артефакти, пишани документи со кои располагам, копајчи ширум архивите во Република Македонија, изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа регија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етнографијата, за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени во овие документарни записи, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда за боравот. Едно од тие села е и селото Николич. Ете како што вели народот, Господ милуваше на сам ден на Ѓурѓовден да го посетам селото Николич, мештаните по потекло од ова село да ми ги раскажат многуте приказни, а воедно и многуте преданија, легенди, митови за ова село, кои им ги раскажувале нивните дедовци и баби, кои се дел од историското битисување на оваа денешна урбана населба, воедно да ми ги раскажат старите адети и обичаи за Ѓурѓовден, чии адети се преточија во традиција, малку модифицирана, поточно речено прилагодена на современиево наше насушно, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурното и историското битисување на ова село, чии материјални артефакти, пишани документи, ги имам истражувано во изминативе децении, копајчи низ архивите ширум Република Македонија. И навистина така и бидна. За селото Николич, така народски да се изразам, кинисав по полноќ, пак повторно така народски да се изразам, во првиот чекрек од раѓањето на новиот ден, каде што на овој ден се паѓа и Ѓурѓовден, а тоа е 6 мај, ова 2026 Господово лето, со мојот стар пријател, со мојот џип, со Камазот, возејќи по автопатната делница Скопје-Велес, Велес-Неготино, Неготино-Демиркапија, Демиркапија-Клисура-Удово, Клисура-Удово-Смоквица, некаде пред 5-6 километри пред Гевгелија, свртувајќи лево по регионалната 5-6 километарска патна делница Смоквица-Дојран-Николич, во утринските сати на самото изгрејсанце пристигнав во селото Николич, поточно речено во црковниот двор на Николичкиот соборен храм, чие име го носи на светителот Свети Ѓорѓија, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на црковниот одбор на црквата Свети Ѓорѓија, Трајко Иванов, кој воедно ми беше домајчин и водич во селото Николич, заедно со мештаните од ова населено место, кои привршуваа со празничните подготовки во чест на нивната селска летна слава, посветена на Свети Ѓорѓи, меѓународот попознат како Ѓурѓовден. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија, 30 години патувам по руралните региони во Република Македонија, 30 години ги посетувам нашите убави македонски села, да се ги имам поминато 1675 села од купниот според моја евиденција број села во Република Македонија 1984. Ете според Господовото провидение, Господ сакаше денеска на православниот христијански празник Свети Ѓорѓија да наминам во Дојранскава регија,
да наминам во Дојранскава регија, во селото Николич, по покана на мештаните од ова село и за него да направам нов документарен запис. Почитувани мои, полна ми е душа ова што ете после 10 години повторно сум тука во ова регија, поточно речено во Дојранската регија. Полна ми е душа ова што ете продукцијата Маријо филм ќе биде гостин тука во ова село, селото Николич. Исто така ќе биде гостин на утринското богослужение со кое ќе чиночалствува парохискиот свештеник од Дојранското црковно наместништво, овдека во која што литургија ќе се одржи во овој храм и заедно со соборскиот народ, а исто така полна ми е душава што овдека мештаните од ова село ќе ми ги раскажат многуте приказни што им ги раскажувале нивните дедовци баби за историското битисување на ова село, селото Николич. Попознат како Ѓурѓовден, почитувани мои, откако така да речам со мештаните од ова населено место се историвме здравоживо, мештаните од ова село не замолија во нивно име низ нивното родно село да не прочета нивниот соселанец Трајко Иванов, а потоа ние да им ги раскажеме нашите досегашни истражувања за историското битисување на нивното родно село, а воедно и за православниот христијански начин на живење не само на мештаните од ова село, туку ширум Дојранскава околија, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за старите ѓурѓовденски адети и обичаи, кои се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација, низ вековите што изминале. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Добар ден. Јас сум Зоран од продукција Маријово филм. И јас сум Трајко Иванов од Николич. Ете, нека е денот за многу години. Ете продукцијата Маријово филм намина тука во селото Николич, денеска да направиме една документарна репортажа, да бидеме тука и на денешниот празник Свети Ѓорѓија, да бидеме тука исто така на денешниот празник чие име го носи црквата Свети Ѓорѓија. Ете, мило ми е што ти си првиот меѓу однаквите кој што ме пречека денеска овдека, да прошетаме тука ни селото Николич и се разбира да присуствуваме и на богослужената трпеза што ќе биде тука денеска овој кој што мештаните ја спремаат во чест на Свети Ѓорѓија. Рече, твоето име беше? Трајко Иванов. Од која фамилија си од? Иванови, фамилија Иванови. Така. Како се викаше татко ти? Татко си Крстен. Така, мајка ти? Ката. Та од кај беше родом? Тие, видите, тоа не беше родом па од Николич, али бидејќи знаеме Николич прво не бил на овои простори, бил малку подалеку на самата граница. Така. Но 2014-16 година беше донесена одлука да границите бидат променети, а ние се 1916 16-17 тука так, точно, так, не знам. так. И тогаш беше донесена одлука од СХС, Стара Југославија. Стара Југославија, да вие тога морат да ги иселите од самата граница. Така. Лично мојата куќа, мислам мојата куќа, на моето прадедо било на сама граница, сега моментално дека се дава карулата. Така. И бевме принудени да се иселиме. И тука, бидејќи тука доста имало вода, луѓето во тоа време дека имало вода, таму има и живот. Ова да те прашам, колку куќи имаше селото порано од прилike вака? Па види, куќите, не знам се тие има оти во тоа село, покрај нашето село што било Николич. Така. Старо село што викме, има дојдено од други места, и Чимци, некоја место област со некоја фамилија, така. Асанли исто така со некоја така. фамилија, и сите тука веќе се населат, бидејќи има доста вода, Така. пиење и сите тука се населуваат. Така да. Ова те прашам, имаш ли некој појдено таму преку граница во тоа село кај што е роден татко ти или немаш појдено? Те не сам оден, тој он е од Дурбали. Така? Тој сега ева тука на од полите има на Така. 1 километар. Така. Ова да ми кажеш. Селово Николич денеска. Колку куќи има и колку жители има? Па не знам колку 700 жители има. Така? Куќи колку 140 до 150 куќи, бидејќи има доста населување од страна на
други граѓани од Скопје, од Кумано, гледат викендици тука, бидејќи Николич е веќе туристичко место, Така. кое што во иднина ќе има една голема перспектива и да има толку, 140 до 150 куќи. Така. Од што порано луѓето живееа овдека? Што се порано поврчино? Па прво луѓето работија се и свашта. Садеа тутун, домати садеа, пипер садеа, сончоглед. Не, мислам да не, али за афион, Така. жито, рж, значи памук, ние го викаме бубајк, Така. памук, значи се работеа. Така. Со што го работеа тоа? Има стока? Па има во тоа време мише стока имаше, кои се волови, па види тоа се брода со рала. Поставите со рала, дрвени рала, а после плугови, железни. Така. Се најпретежно со скрави, некои со волови, некои имаше коњ, така да. Тоа беше претежно средство за обработка на земјишта. Ова се да ми кажеш, кај одевте на пазар? Па на пазар јас како дете во тоа време и не знаеш што е пазар. Така. Одев претежно во Јевгелија, али тоа е доста ретко. Така. Ја знам кога беше снимено, донесена студијата 66. Татко ми ме каче со магарет до Дојра и после со автобус и го купи првото радио, кој што во и ден денес постоje. Тесла? Не, те се не знам Така, како. така, така. Дека тоа претежно Јевгелија, тоа ретко се дешаваше. Така. Тоа е многу ретко. Така, така. Во селово на времето имавте продавница, кооперација? И имаше продавници, имаше две продавници, Аха. едната на Изборски, друга се беше на Дојранско езеро. Така. И после имаше откупни пунктови сега Аха. за откуп на домати, зелка, нешто садаме тука. Така. И тоа беше целата. Така. Ова сега, Ојчо, да ми кажеш, ти си релативно млад човек, тука некаде околу 70 на години. Тука не. Може ли не сум да баш се млад. сетиш, може ли да се сетиш кога беше млад, кога беше дете, така речено, како беше животот во селово, на срцевото за Божик, за спасен, за идите, Ево, посебно сакам да го нагласам за овој ден. Е, така. Тоа беше во тоа време Ѓурѓовден Панагир. Селски Панагир, тоа беше најголемото нешто кога дете го доживувам јас. Така. Има роднини, пријатели доаѓаат, јадење, пиење, спиење, доаѓаат тука, спијат кај нас. Тоа е за мене еден пат во годините. Тие, вака сега, рече дека од памтие века овдека се одржувал за Ѓурѓовден Панагирот. Кое време, кој ден доаѓа гостите да Види речеме? госте, што бија роднини и некои пријатели, доаѓа Така. ден порано. Така, Тука спијат и така да они ден порано доаѓа. Доаѓа некој и на тремот ден, Така. али некој на подолги релации, на пример, не може да тој ден да слидам од речеме од Струмица и од Турново, евте, ние лично имаме него пријатели и роднини Така, има таму, така. да дојде од Турново со магара да дојде тука преку Беласица, така. му треба повеќе време и да стигнат порано време. Така. Така да. Може ли да, вака да те прашам едно, ја имам 62 години, во селата наши македонски на времето се спиеше на оние дрвени кревети, ама се спиеше и на ругузини. Имате ли ругузини овде? Ние имаме регозини, ние тоа беше основно средство за спиење. Така? И јас има изгледам дома каде ќе видите, има направено така специјално само да се сеќават генерации што доаѓаат, Така? да знаат на што сме спиели. Ти се рогозини, плетени, ткаени со посебни разбои, а материјалот беше од рогоз. Рогоз кој што го имаме во изобилство во Дојранското езеро и со него користиме и плетеа, значи скаја рогозини и нив спиеме. Тоа беше голема радост ако имаше една рогозина. И на нив се клизавме. Цап, лазги, клизи се. Така да тоа беше и плюс тоа за спиење имавме од кожи, Така. од овци, Така? кои ги колат и после ги сушат Така? и на крајата на спиење од долу. Рогозината и кожата од долу. И одгоре се пука. Тоа беше. Затоа луѓето живееле по 100 години. Така? Па види, за разлика од сега ќе беше Така е. многу поедноставно би, али Ова сега, Ојчико, да ми кажеш, може ли да се присетиш кога овдека во селото пред 40-50 години, ти кога беше вечер, како се правеа свадбите, кога почнува и кога завршува? види, свадбите беа има едно друго бележје, друг временски период на подготовка и прави на самна свадба. Оти тоа се правеше по 3 дена. А Така. може и понеделник да те фати. Така. Значи, петок, сабота, недела и понеделник. Тогаш немаше долго за изобилство како што има храна сега. Тама кисело зеле и ракија. Тоа беше основното мезе. Ама, знаеш што?
тогаш луѓето доаѓаат да се видат. Ама тоа беше атракција, тоа беше кеф и задоволство да се дружиш со луѓе. Така е. Кога тука насред селото ќе се собереа ред моми, ред невести, ред бејчари, па со журлите, со гајдите, со тапаните, мерак беше, а? Тоа е еден денешен ден. Они најстарите луѓе, они први, са бајали още 8-9 сати из левот. Ѓорѓовден, тука седнуват, музика, минуто после, тоа на сам ден Ѓорѓовден. Одат, например, музиката иде со група на луѓе од селото и тој што има имен ден, се вика Ѓорги. Со музика се оди во тие куќи. Може ли да се сетиш како беше адето за Ѓурѓовден кога ќе одеа момите, невестите да наберат оварчио разни ганчина па да ја украсат дома оварчио? Имаше ли да оварчио и занишување, се занишували ли бејчарите и момите? Ние да се лулат. Да. И тоа ние го правиме на 40. Аха. Тоа тогајца момите одат, знаеш, ортома ќе врзат, ќе направи луляшка и се лулија. Тоа има сеќавам на тој период. Мада јас не бев фактор на тие настани, али очевидец бев, како малечок. Вака сега едно би рекол, оварчиго, ти си релативно млад човек, 70 години. Ти си имал и татко, и мајка, и дедо, и баба. Кога имаше повеќе почитување кон постарите во твоето време или во нашето? Јас еден тука сте. Па види, почитувањето тоа беше на ниво. Тоа беше поголемо почитување родител. Јас, например, ако направам некоја беля, така. Јас имам нешто направам беля и доаѓам дома и иде комшијата кажува дека твојот син ми направи таа и таа балја. И доаѓаш прво тепање. Не питат шо си. Може си и прав. Прво тепање, нема тука мрдење тука. Кај сме да му вратам на таа. Не бе, тоа е само амин. Така е. Тоа беше таа. Адрга, сега е веќе. Кои му се соседни села на селото? Многу дојден доаѓа прво сега, после иде Стари Дора и Сатено. Тие се 4 села кои сите се гравитират на обалата на Дојранското езеро. Така. Така едно велам. Ај тука што се вика да го на мообетењето вика старите нема крај, така? Да. Ете од сите страни на селото Николич врв улица народ полека се собира во црквата Свети Ѓорѓе. Туку вака имаме еден предлог, ќе може заедно со тебе да прошетаме ни селово? Можеме се што треба ги ставиме на располагање. Ајде, ти напред, што вика старите, ја по тебе и така. Ќе дојдем до цел. Така. Така е. Овие местава овдека како ви се викаат? Па види, има различни места. Аха. Има крзо што го викаме градиште. Така? Има некои Ковачевич, има Екимци, има Чутора, така? Има Желјкарник, Калинка има области. Така. И има. Так. Арен, добар. Добре. Така, кај му е тргна? Кај ќе одиш? Па кај ќе одиш? Дома ќе одиш. Како ти е името? Васе? Што години имаш? Жени 40-та. 43-та, 57, 77, 43-та, 57, 77, мора 80, а? Машала. Така е. Добро, бркај си работата, ај. Така. Ова е местна заедница, сега е амбуланта. Иначе ова е градено со лични средства, со труд од местното население од Николич. Така. Сега амбуланта доктор нема, амбуланта стоја, има тука пензионерско има. Еден дел од просторица пензионерско. Колку мала има селово? Па види, ние имаме две мали. Така? Папар, Дурба. Така. Тука има една река. Аха. Од реката на таа страна беа Папар. Така? А од таа страна на реката беше Дурба. Така. Кога играме фудбал, кога деца малечки, Папар и Дурба играем. Така. Таа и таа, Папар и Дурба. Така. Мали, ти се две мали. Така. Сега ќе одиме први кај школијата, така? Ја школи тука е пред нас. Така. Ајде одиме полека што се вика. Така. Убаво место. Одека имате калинки во
Се живо има? Има кални, јас Се има? Така. кажем се, јас ги имам лично, јас од 4,5 декара имам кални произведен. Ова ви е школијата? Да. Так. Работи денеска, работи? Работа денеска, нормално има Колку ученици, колку дечина има? околу 30 дечини. 30 дечина, машала. Има. Од прво до четврта, Прво до 5. а до петто така. А после од петто до девето во дојра, да? Така. Како се вика школијава? Коле тој сега прво беше кога јас учев, беше Коле Неделкос. Аха. А сега е како подршна единица на основното училиште во Дојран, Кочураци. Така. Тоа е. Так. Кај беше? Бев малко до нејето малкичко. Така. Шо ќе? Пролетно ќе сееш нешто? Не, има садено, ама одегде спрско малко. Е, помора. Многу гингари има. Абе мора, ќе се Што вика. да правиме? Те служи- Земјоделието е такво е. Те служи тракторчево. Ако не са тие, дека Да не е генерација со мене. Па тука е некда масеј, тие са стара Ием серија. те, Бога ми. Да. Задоволен Земјоделие. од земјоделието? Не, Абе тоа е. Вика старите селарето тие под ведро лево. Тоа е. земјоделието готово е, Так. пропадна. Колку има земјичка вака твоја? А имам аз. Работи се да. Добре. Што да правиме? Ајде. Ами вика старите за земјата сака работа. И овој колку мина сте дома? 4 души. Машала. Так. Што да правиме? Сите овој Не, на државна, са јас сум дома и што да правиме? не бело пак за налива сака да ти помогнат. За на него помага. Хубаво да те прашам. Од кога ќе завршите овој совешта, вашиве со селата кои ќе завршите по полето. Навечер ќе се собирате кај се во А обетите. тука продавница, кафаничка, има тука. Так, ами што си правите вака моментно? Шо? Так. Лово. За лово повки. Ова да те прашам, абе вика старите заиме од гостел Господ за навек. Од навек што се вика. Дава, кооператор некој вака на рабуш, ќе седите, ќе се расположите, па што се вика. Кој имаме рак, има сега касина. Отворено, отворено. Кој имаме рак Така е. Туку вака едно. Оди, заврши си ја работава. Аз завршив бек. Пошто колку ќе дојди после денеска ѓурчен па да дојдеме, така? Абе, така е. Ај, пали го трактор. Така. Трајко, вака се едно кој ќе дојде име човек кој ќе дојде овде во селово. Ова село не е заборавено село. Ова село е туристичка населба. Ова село е урбана. Ова куќа убаво оди, чија е ова? Таа е лично моја куќа. Тоа е, да? Ајде да видиме како изгледа и што излега, што се вика од подблизу, така речено. Така. Ја ти калинки, где си стоат уште? Убајна. Вика старите првин домаќинот, па после гостинот, така? Има две врата, мала и голема. Од малото, од помалото се влек. Поголемото ќе излезиме после. Так. Убајна. Стварно, убајна, почитувани гледач, почитувани мои, стварно убајна невидена. Она автентично стара селска архитектура, чаршинска, чорбажинска, што се вика. Ќе седнеме надолу, што се вика малку. Да му куните ќе одма сакаш. И тука малку. Добре ќе седнеме. Так. Седни, вика старите први домаќинот мора да седни, па после гостите, така е? Така е. Ај чудам ја одавде, што се вика. Еве вака. Така. Почитувани мои, така народски да се изразам, како што влегувавме од едно во друго селско сокаче, со мојот домајчин и водич во селото Николич Трајко Иванов, така во мене проникнуваа моите сознанија за историското битисување на селото Николич, копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе години. Почитувани мои, предлагам моите досегашни истражувања за ова село да ги проследите во продолжение на оваа репортажа.
Дојранското село Николич е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Селото Николич е еден крај кој што располага со прекрасни природни убавини, со многу културно-историски знаменитости, меѓутоа и со многу богато историско и револуционерно минато, кое е синоним на непокорие, епска вертикала на македонските страдања и вознеси низ вековите. Историското битисување на ова село е нераскинлив дел на сета македонска историја. Со сите световни и духовни величија се вградило во темелите на македонската држава. Дојранското село Николич, формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, во изминатиот период се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. На неговиот простор тлее материјален културен комплекс од племиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занеш со неговата комплексна содржајност од творечки реликти на непрекинато милениумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање засекогаш се изгубени и уништени од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот зафат. Селото Николич како дел од Македонија, незината култура и македонски дух е преполно со остатоци од нивното прво биолошко појавување па се до денес. Устното творештво, преданијата, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи кои датираат од настанокот на човештвото, поточно речено од праисторијата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешно во наше современие, се дознава дека ова село, кое што припаѓа на Дојранската регија, било населено уште пред 4000 години пред нашата ера. Селото Николич 5000 години е дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска. Дека селото Николич илјадници години зрачи на целиот негов простор, говорат археолошките локалитети. Археолошкиот локалитет Адгизмо, кој представува сакрален објект од средниот век, археолошкиот локалитет кој се наоѓа северно од селото на самиот рид на 500 метри надморска височина, каде што на зарамнетото плато и денеска се среќаваат грамади од камења кои упатуваат на остатоци од сакрални објекти и остатоци од ранохристијанска базилика, археолошкиот локалитет Гробишта, кој се наоѓа на околу 500 метри североисточно од селото, каде што се наоѓаат остатоци од мала црква со сосема ситни фрагменти од фреско живопис и повеќе парчина од архитектонска мермерна и камена пластика, археолошкиот локалитет Лагер Стари Лозишта, кој представува населба од хелинистичко и доцна античко време, каде што и денеска се среќаваат многубројни фрагменти од керамички садови, археолошкиот локалитет Старо село, кој се наоѓа на 1 километар источно од селото и 500 метри западно од границата со Грција, каде што и денеска се среќаваат остатоци од сакрален објект и околу него мала некропола, и археолошкиот локалитет Црквиште, кој представува ранохристијанска базилика,
каде што се гледаат остатоци од базиликална градба која потекнува од крајот на 4-тиот и почетокот на 5-тиот век со нартекс и екзонартекс. Селото Николич илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Петруш Саватиев, во историографијата попознат како Јустинијан I, како дел на средновековната македонска држава, во историографските записи забележана како Склавинија Македонија, предводена од Рексот Премон и Рексот Хацон, како дел од Методиевото кнежество, како дел од Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсей и Самоју, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоју и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Стефан Урош Немањич V, кој со Македонија владеел од 1355 до 1365 година, како дел од владавината на деспотот Јован Углеша, кој со Македонија владеел од 1365 година до 1371 година, како дел на владавината на деспотот Јован Драгаш од династијата Дејановичи, кој со Македонија владеел од 1371 година до 1389 година, чија територија на нивното владеение како дел од Македонија се простирала источно од реката Вардар, градовите Велес, Мелник, Велжбуд, Перник, Петрич, Штип и Струмица, како дел од владавината на Отоманската империја. Општејувањето на селото Николич е забележано во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1440 година, за време на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглс, со чии атар раководеле Ахмед Паша и Сари Паша. Селото Николич е забележано и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер број 993 во листови од 1 до 10, во пописниот Дефтер број 988 од лист 11 до лист 97, кој датира од 1468 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Рустем Паша, а преостанатиот дел од датарот припаѓал на вакуфот на Ибрахим Паша и на вакуфот на Добер Паша. Селото Николич е споменато и во Отоманскиот пописен Дефтер од 1568 година, како и во пописниот Дефтер од 1582 година. Во 19 век атарот на селото му припаѓало на Адем Паша, чии негови неколку чиплици ги раководеле Мустафа Ага, Али Бек, Сали Ага, Сейди Бек, Јолдаш Бек и Назис Ахмед Бек.
Селото се споменува и во Томашкиот пописен дефтер од 1867 година. Пред крајот на турското владење, сопственици на чиприците во селото биле Шукрибек, Ајлбек, Кенанбек, Раувбек и Раивбек, кои имале изградено своји кули, кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули, своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чимчиите кои работеле на чиприците на овие споменати бегови. Дека ово село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе во периодот од втората половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Гарковиќ. Според податоците од 1873 година, забележани во книгата Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, селото Николич имало 21 домаќинство христијани. Според податоците на Васил Канчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото живееле 160 жители. Според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот научен труд Македонија и незината популација 1905 година, во 1905 година селото броело 200 жители. Во етнографската карта на Кукушкиот вилает од 1901 година, селото Николич се води како чисто македонско село во Дојранската каза на Солунскиот Санчак со 30 куќи. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована според пописот на кралството во Југославија од 1931 година, селото имало 300 жители. Дека селото Николич на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски размери, антроположи и географи Бранислав Русич во неговата книга Селските населби во Гевгелиско-Дојранската котлина, издадена во Белград во 1954 година, за селото го забележал следното. Селото Николич се наоѓа во североисточниот дел на Гевгелиско-Дојранската котлина, во самите јужни ограноци на Беласица, во подножјето на планината Бошка, чиј атар се допира со државната гранична линија со Република Грција. Селото е сместено на северниот брег на Дојранското езеро. Селото е рамничарско. Селото е мощно старо село. Селото е од збиен тип. Селото со вода за пиење се снабдува од неколкуте кладенци и извори. Бранислав Русич во неговата книга Селските населби во Гевгелиско-Дојранската котлина, издадена во Белград во 1954 година, за семејните родови во селото Николич го забележал следното. Староседелски семејни родови во селото Николич се гајдаџовци, кои бројат 2 куќи, заовци, кои живеат во 3 куќи, анушовци, кои живеат во 3 куќи, ќосовци, кои живеат во 3 куќи. При тоа еден нивни член бил посвоен кај семејниот род на Терзиовци, кои денеска живеат во 3 куќи, Петковци, кои бројат 2 куќи, Муфтачии, во селото попознати како Јанкуловци, кои живеат во 3 куќи, Туневци, кои бројат 3 куќи, Солаковци, кои живеат во 2 куќи, Ичовци, во селото попознати како Бакладжиовци, кои бројат 2 куќи, и Ратишовци, во селото попознати како Чучук Доневци, кои живеат во 2 куќи.
Бранислав Русич во неговата книга Селските населби во Гевгелинско-Дојранската котлина, издадена во Белград во 1954 година, за доселеничките семејни родови во селото Николич, го забележал следното. Семејниот род на Рушковци во селото Николич се доселил во 1860 година од Валандовското село Собри. Семејниот род Чобан Тошови во селото Николич се доселил од селото Дорбалија во 1874 година. Семејниот род Мари Илјовци во селото Николич се доселил од селото Асанли во 1880 година. Семејните родови на Џановци и Кантуровци во селото Николич, попознати како Анговци, доселени се во 1894 година од село Ечимци, додека пак Аргилевци и Бузадживци доселени се од селото Дорбалија во 1904 година. Семејните родови Чанка, Илковци, Куцовци и Ајтинци во селото Николич доселени се од селото Дорбалија во 1912 година. Семејните родови Минговци и Ташовци во селото Николич се доселиле во 1912 година од селото Асанли. Семејните родови Аџинаковци, Кокони и Ласовци доселени се од кукушкото село Аканџали во 1941 година, кои претходно живееле во Стар Дојран. Втората половина на 19 век за старото село Николич, кое по Втората Балканска војна и по поделбата на Македонија припаднало во Грција, а во 1916 година присилно раселено, е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на гевгелискиот мудур на Башибозикот, предводен од Чајабек од селото Удово. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на селската црква, изградена во почетокот на 16 век врз остатоци на рано-христијанска базилика. Според историографските записи, поточно речено, од зачуваниот фрагмент во Солунскиот службен минеј за месец септември од 16 век, се дознава дека црквата била трихонална со нартекст и две куполи, зографисана во почетокот на 17 век, која за време на Првата Балканска војна до темел е разрушена, а по присилното раселување на мештаните до ден денешен не е обновена. Напомна дека во 2001 година, ете според Господовото провидение, селото Николич доби своја црква. Кои беа иницијаторите, како дојде до таа идеја? Виде, ова идеја беше одамна, сите значи треба да направиме црква, да не одам во Дојран, да се малтретират луѓето, и решиме еден од тие иницијатори бев и јас да направиме црква. И тоа го направиме, како што гледате, видите, е направена црквата, колку толку пак сега е другачие нека што беше претходно. Овдека на влезот на црквата има и напис на 6-5 души кои што се активистите. Може да ни ги набришкам? Кој бе имината и Ти имињата беа јас како бев, Иванов Трајко, Андонов Алекса, Аргиров Ѓорги, Аргиров Петре, Гогов Крсте и овој Ацо Стојанов. Така. Рече 2001 година се поставени се поставени темелите. Да. Значи тогаш се светени. Која година е направена? Од колку години ја правите? Па види од 2001 до 9-та. До 2009. Така. Тогаш е направена и на сам ден Ѓурѓевден, на овој празник, е и осветена со владиката Наум. Така. Сега вака едно во црквата иконостасот. Кога е направен? Па почнеме да ја градиме самата црква, беше порашали иконостасот. Така. Таа се прави во Добрејци да ја граде. Рече до 2000 и која година немате црква?
До 2001. И прва година. Каде одеа мештаните да се венчаваат, крштеваат? Претежно ние исто ја користиме црквата во Дојар. Така. Тука доаѓа, тука и така да таму сите церемонии, сите настани во врска со венчавање, крштевање беа во Дојар. Така. Селото Николич, поточно речено, старото село Николич, кое по Втората Балканска војна припаднало во Грција, а во 1916 година присилно раселено, уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 16 век во селската црква. Наставата се изведувала на старомакедонски црковен книжевен јазик и писмо. Наставата ја изведувале селските попови. По укинувањето на Охридската архиепископија, како во старото село, така и во новото село, кое е формирано во 1916 година, од 1767 година па се до 1900 година, наставата на македонски народен јазик била попречувана како од бугарска, грчка, така и од српска страна, преку екзарско-бугарските попови, грко-патријашичките попови и патријашко-српските попови. Според пишаните документи од 1767 година па се до 1880 година, наставата се изведувала на патријашиско-грчки јазик, а наставата ја изведувале грчки учители. Од 1880 година па се до 1912 година, наставата се изведувала на екзарско-бугарски јазик, а наставата ја изведувале бугарски учители. Од 1912 година па се до 1914 година, наставата се изведувала на патријашиско-српски јазик, а наставата ја изведувале српски учители, а од 1914 година па се до 1918 година, наставата повторно се изведувала на српски јазик од српски даскали, а од 1914 година па се до 1918 година повторно на бугарски јазик од бугарски даскали, за да од 1918 година па се до 1941 година повторно на српски јазик од српски даскали, а од 1941 година до 1944 година повторно на бугарски јазик од бугарски учители. Во 1945 година, по подолго време, наставата почнува да се извршува на македонски мајчин јазик. Овде во селово училиште имавте порано? Види, ова село е тука и училишки увидите, после пак Така. тоа е поновно, Така. 56 година, а пред тоа имаше старо училиште. Така? Уште во српско имаш училиште, Так. тоа го слуша направи ново. Так. И тоа е историјата на училиште во Николич. Твојо даскал што те научи да читаш и да пишуваш, како се викаше? А мојот даскал што ме учише тука беше Никола Тасев. Колку бевте ученици во делението? Па беаме колку 25 до 30 деца беаме. Так. Овде ли учевте од прво до четврто? Да, тука се од прво до четврто, после во Нов Дојар. Така. Сега во овој до Нов Дојран што одевте во тоа време? И јас некои со точици, некои пеш. Јас почетував прво во пето одделение, пеш. Так. Со чизми, снег, ветер, Так. 7 километри. Так. Во подалечното минато, мештаните од селото Николич учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на сопствена држава, македонска држава, како во прединденскиот и по инденскиот период. Селото него избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа,
а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Мештаните од селото Николич активно се вклучени и во народно-ослободителната борба и народната револуција. Во селото Николич во 1944 година е формиран првиот народно-ослободителен одбор, а од 1945 година па се до 1950 година селото Николич е дел од Гевгелискиот околински народно-ослободителен одбор. Во периодот од 1950 година па се до 1952 година селото припаѓа во општината Нов Дојран, во која влегувале селата Џопечи, Стар Дорјан, Сретеново, Фурка, Чаушли и Црничани. Во периодот од 1952 до 1955 година селото е дел од општина Дојран, во која покрај селото Николич се наоѓале селата Џопчели, Нов Дојран, Сретеново, Стар Дојран, Фурка, Црничани и Чаушли. Во периодот од 1955 година до 1996 година селото се наоѓало во рамките на големата општина Гевгелија. Во периодот од 1996 година до 2004 година селото било во рамките на општина Стар Дорјан, каде што и денеска припаѓа. Според пописите спроведени за време на Социјалистичка федеративна република Југославија од 1948 година па се до 1991 година, во 1948 година селото Николич броело 320 жители, во 1953 година 343 жители, во 1961 година 427 жители, во 1971 година 470 жители, во 1981 година 521 жител и во 1991 година 540 жители. Според пописите спроведени во Република Македонија од 1994 година до 2021 година, во 1994 година селото броело 529 жители, а според нерелевантниот попис од 2021 година селото брои 520 жители. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во дојранското село Николич, да се видам со мештаните до ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за историското битишување на нивното село, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, воедно да присуствувам на селската летна слава посветена на Свети Ѓорѓија, која со векови мештаните си ја празнуваат. Почитувани мои, како мештаните од селото Николич си ја празнуваат нивната многовековна селска летна слава посветена на Свети Ѓорѓија, ќе проследите во продолжение на наредната репортажа.